Почитувани, почнува уште едно ново издание на подкастот Ваш педијатар. Ви благодарам што сте со нас и што редовно не следите. Бебињата родени со царски рез немаат можност да поминат низ мајчиниот канал за раѓање, што обично е првиот контакт со микробите на мајката. Овој процес е важен за воспоставување на рана колонизација на микробиомот кај вагинално родените бебиња. Како резултат на тоа, микробиомот на бебињата, родени со царски рез, може да биде помалку разновиден и може да содржи помалку корисни добри бактерии. Тоа го докажуваат и студиите кои, например, покажуваат дека бебињата, родени со царски рез, често имаат поголемо присуство на бактерии кои се карактеристични за кожата и околината, додека бебињата родени вагинално имаат бактерии типични за вагиналниот микробиом на мајката. Разликите во микробиомот помеѓу царскиот рез и вагинално родените бебиња може да имаат различни здравствени последици, а научниците, меѓу другото, утврдиле дека бебињата родени со царски рез имаат зголемен ризик од развој на алергија, астма, автоимуни болести и дебелина во споредба со оние кои се родени спонтано. Кога бремената жена треба да почне со употреба на пробиотици и кои се најадекватни и безбедни за примена? Како и кое е местото и улогата на пробиотиците во првите 1000 дена од животот на новороденчето? Се дел од прашањата за кои ќе дискутираме со нашиот денешен соговорник, доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог. Докторе, добро дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Благодарам, добро ве најдов и е тема која е многу интересна, многу ми лежи на некој начин. Така, знам дека секој пат со задоволство говорите на оваа тема. Да. Глобалните стапки на породување со царски рез со тек на годините бележат значително зголемување. Од околу 7% во 1990 година до 21% денес, надминувајќи идеалната прифатлива стапка на породување со царски рез, која е околу 10 до 15% според Светската здравствена организација. Кој е всушност најдобриот начин на породување? Пред да ви одговорам директно на ова прашање, сакам овој подкаст да го почнам со еден апел. А тоа е да не разберат погрешно, не сакам да се мешам во делот на колегите кои што се акушери, пошто бременоста ја водат колегите акушери и одлуката за тоа дали едно бебе ќе се роди со царски рез или спонтано, односно како ќе заврши породувањето, е на колегите акушери. Меѓутоа, морам да ви кажам дека два пати во животот сум имал прилика во една поголема панел дискусија и во една помала панел дискусија да учествувам со една професорка од Италија, Рита Леви Малтечини, која е добитник на Нобелова награда за испитување во развојот на централниот нервен систем кај децата, која отвори тема негде 1998-99 година, оне 98 највише ја отвори таа тема, кому му припаѓа бебето, фетусот. Дали само на акушерите, дали на акушерите и педијатрите и каде е местото на педијатрите во тек на бременост. Многу интересна тема, знам дека тоа може да е малку контраверзно да на некој начин наидеме во сукоп со колегите од акушерија, мада веднаш би сакал да кажам да не се мешаме во... Не е тоа целта, секако. Не, далеко од тоа. Кога збориме за породувањето, за нас како педијатри, неонатолози и педијатри, еден од клучните моменти е како бебето ќе го почне животот. И како е последните месеци или по тек на бременоста имали одредени проблеми, особено од аспект на развојот на бебето. Апсолутно не постои друг начин. Природата не познава друг начин на породување освен спонтано породување. Спонтаното, затоа е она што е нормално во последниот триместар од бременоста, кај мајката во вагиналната флора се развива едноставно буја, еден огромен број на
лактобацилуси и бифидобактериуми, кои кога ќе тргне породувањето, тие треба како на нов брод да скокнат и да едноставно почнат да му помогнат на бебето да развие една нормална микрофлора, која што е на ниво на целото тело. Во самото тело. Овие проценти што ги кажавте се многу интересни. Значи, апсолутно, според податоците на Светска здравствена организација и на голем број на здруженија акушерски и педиатриски, е дека некаде околу 10% од породувањата, имајќи ги во предвид проблемите кои што може да се јават во тек на породувањето, би требало да завршат евентуално во ова модерно време со царски рез, но тоа е многу варијабилно. Например, светски рекордер по раѓање со царски рез е Бразил. Во приватните болници во Бразил 92% од жените се породуваат со царски рез. Денеска процентите се повисоки дури од овие што ги споменавте, и царскиот рез е денеска најзастапената хируршка интервенција на планетава Земја. Денеска се смета дека во поголем дел од развиените земји бројчано се оди над 35% веќе доаѓаме во ситуација да имаме деца кои што се родени со царски рез. И до тука е се во ред во однос на одлуката на колегите акушери како ќе се заврши една бременост. Дали спонтано, дали со царски рез. Меѓутоа нас ни е многу битно откако бебето ќе се роди, што понатаму. По тој дел, мислам. Така. Ки признаете, податоците за пораст на раѓањата со царски рез се загрижувачки, особено ако се има предвид дека бебињата родени со царски рез имаат поинаква колонизација на цревната флора во споредба со бебињата родени по природен пат. Која е всушност улогата на цревната флора во општото здравје на бебето, особено во тој ран развој? Значи, бебето, пред се мајката ја спрема флората своја, зборам за спонтаното породување, нели? И таа треба да прескокне на бебето кога ќе тргне породувањето, и со таа прва колонизација треба у суштина да се развијат така наречените добри бактерии, да ги кажам, нели, на телото и во телото кај едно бебе. Кај децата кои што се родени со царски рез, колонизацијата настанува со бактериите од околината. Тоа е болницата, родителите, сестрите, докторите, дома кога ќе отидат, околината, а тука е доминантен стафилокок како бактерија. И во основа, децата кои што се родени со царски рез, примарно се колонизираат со стафилококи и некои други микроорганизми кои што оневозможуваат развој на позитивната микрофлора и онаа флора која што уствари треба да се развие кај децата за да понатаму развива нормален микробиот. Зошто е ова важно? Затоа што површината на бебето е многу помала, на телото на бебето е нормално многу помала отколку што е површината наша, но бебињата имаат, како и ние, имаат многу повеќе микроорганизми отколку што имаат клетки со кои што живеат. Денеска, ако од една индивидуа ги извадите сите микроорганизми и ги наредите еден до друг, можете два пати да ја заокружите земјината топка. Значи, ние имаме повеќе Што е фасцинантно. Да, тоа е неверојатна бројка во суштина. Ние имаме повеќе микроорганизми отколку што имаме клетки со кои што живееме. Ние имаме повеќе микроорганизми во устната шуплина, например, отколку што има луѓе на планетава Земја. И се пазите, да се надоврзам на тоа една мала дигресија. Правиме бриз од носи и од грло. И добиваме стафилокок. Па, во ред, окей, стафилококот може да е жител на носот. Не значи дека е детето болно, нели? Сакам да кажам, тој екосистем, тој систем е многу интересен, пошто доминантно најголем дел од микроорганизмите се наоѓаат во гастроинтестиналниот систем, нели? Ги има и во дишните патишта, во нос, уста, во сите, значи во плуќа, нели? Но и нормално и на кожата. Но од друга страна, што е па друго интересно, ако направите брисеви и ги испитате, например, микроорганизмите кај бебе на месец дена возраст, на чело и на граден кош не се исти. Структурата на микроорганизмите е различна.
Ако и челото и градниот кош го избришете со стерилни, со марамици кои што стерилизираат, нив ќе ги снема, но за 2 дена ќе се појават истите во истиот состав. При тоа, она што ни е нас важно во педиатриската пракса е како на децата кои што се родени со царски рез едноставно да им помогнеме да развијат нормална микрофлора, а не патолошка микрофлора. Пред да им помогнеме, нели, да им помогнете на децата, би се навратила на бремените жени. Кога бремената жена треба да почне со употреба на пробиотици и кои се најадекватни и безбедни за примена? Минимум 3 месеци, последниот 3 месеца од бременоста, минимум последните 3 месеци. Убаво е да речеме веќе од некаде 8-9 недела бременост, но последните 3 месеци од бременоста мора да внесува. Има уште нешто што мора да внесува, тоа е и омега-3 масните киселини. Морам да ги напоменам овдека, иако не се директно поврзани омега-3 масните киселини со пробиотиците, мислам немаат директна поврзаност во овој дел, меѓутоа тие се па битни за развој на централниот нервен систем, за мозокот кај децата. Последниот триместар мајката мора да прима пробиотици. Едноставно ние не знаеме дали ќе имаме породување спонтано или царски рез, освен ако е нешто не е бременост која е диригирана во насока да биде, да речеме, царски рез, нели? После раѓање, исто така децата треба да примаат пробиотици ако се родени со царски рез. Кои се придобивките од употреба на Lactobacillus reuteri protectis кај трудниците, кој што е во врвот на изборот на пробиотици? Кај трудниците, Lactobacillus reuteri protectis, кој што обично за возрастни луѓе можеме да го користиме во форма на таблети, да речеме, е изузетно важен затоа што ја обезбедува сега, има едно прашање, јас барем сум го добил повеќе пати тоа прашање од пациенти и на месенџер као прашање, како кај мене ќе се развие микрофлората, мајките ми поставуваат прашање, вагиналната микрофлора ако внесувам преку уста. Да, тачно така и има начин како тоа се развива. Сега да не ги заморуваме, нели, технички како тоа се случува, но кога го давате Lactobacillus reuteri, има и други пробиотици, не е спорно. Меѓутоа, повеќе пати сме напоменале дека високо специфичните пробиотици, како што е Lactobacillus reuteri protectis, треба да се користат за стимулација на развој на микрофлората. Во тој домен можат мајките за време на бременоста покрај Lactobacillus reuteri protectis да користат и пребиотици, кои што исто така ќе помогнат во создавање на добрите бактерии, да ги кажам, Lactobacillus и бифидобактерии. Кој е местото и улогата на пробиотиците во првите 1000 дена од животот на новороденчето? Првите 1000 дена од животот, тоа морам да напоменам, многу е битно, значи се враќам на Рита Леви. Првите 1000 дена подразбираат прво бременост, 280 дена бременост и 720 дена после раѓање. Значи тоа е тој цел еден комплекс првите 1000 дена од животот. Тоа значи дека и за време бременоста треба, нели, ова пред малку што го разговаравме, но што е тука важно? Пред се, начинот на исхрана на мајката за време бременост и за време на доење, што конзумира, како конзумира и кои типови на храна конзумира, зборам од аспект на квалитетна храна, какво е влијанието на околината, така наречен епигеном, врз мајката, но и врз бебето, какво е влијанието на исхраната на детето, оти некаде околу 5 месец, кога почнува дохрана, нели, веќе почнува една поизразена стабилизација до 5 месец. Многу е интересен феномен, растат бројот на микроорганизмите сукцесивно, позитивните микроорганизми во телото на бебето, особено во стомакот. Оти мајчиното млеко во основа има многу квалитетни пребиотици, а во себе има и пробиотици, меѓу кои го има чак и Lactobacillus reuteri protectis. Значи, тој е откриен кај една мајка доилка у Перу прв пат. Значи, не е мајчиното млеко стерилно. Тоа сакав да кажам.
некаде околу 5 месец почнува да се релативно стабилизира микробиомот од цревото и сега тука е многу важно како ќе почнете со дохрана на бебето и како исхраната на бебето ќе овозможи, дали со кашичките зборам, како она ќе помогне дополнително во регулација на цревната флора. Тоа е еден така многу интересен систем кој што бара, например, воведување на одредени храни на одредено време и обезбедување на раст на позитивните бактерии. Во тој елемент денеска препораките се да суштинската препорака, што морам да ви ја кажам, е дека деца кои што се родени со царски рез мора да се суплементираат со лактобацилус реутери протектис во тек на првата година од животот. Во некои средини, во некои земји, суплементацијата оди и над година дена, меѓутоа тоа се е поврзано со редовните контроли кај својот матичен педијатар. Секој пробиотик, како што кажавте, не е погоден за употреба кај бебињата. На што треба да се внимава при избор на вистинскиот пробиотик и што значи да има плюс пребиотик? Пребиотик со пробиотик значи симбиотик, така се вика. Долго време се мислеше дека што ќе ни се пребиотици кога имаме пробиотици. Не е така. Суштински, навистина не е така. Пребиотик, тоа се нели мали јаглени хидрати кои што помагаат во развивање на пробиотиците, на пробиотските бактерии, да кажеме. А дека се они битни, сега се сетив сакав и тоа да го кажам што е многу важно, ако ја анализирате цревната флора кај децата и кај возрастните после, ќе видите дека по бројот на гени кои што продуцираат протеини, во гастроинтестиналниот систем микроорганизмите имаат 3 пати повеќе гени кои што продуцираат протеини отколку што имаме ние, истата индивидуа во нашата ДНК. Значи, тоа е неверојатен систем на една симбиоза која треба да се одржува за да утре детето биде здраво. Во случај, вие и во најавата кажавте, проблемот е ако детето се роди со царски рез, а не е адекватно суплементирано, зборам за пробиотиците, односно регулирање на пробиотиците, тоа е главен предуслов за појава на атописки дерматит, утре алергиски реакции, астма, автоимуни болести, диабетес исто. Значи, постојат низа болести кои што може да се развијат ако тоа не е направена суплементацијата како што треба. Дали е битно и зошто е битно пробиотскиот сој да има способност да се колонизира во гастроинтестиналниот тракт? Да, апсолутно е битно. Апсолутно е битно, секако. Она што е во колонизацијата многу важно, тоа е да во тенкото црево углавном се населува доминантно од тие позитивните бактерии, доминантно се населуваат соевите на лактобацилуси, а во дебелото црево бифидобактериуми. И она што е за сите важно на ниво на цревото, тоа е дека сите се стимулирани од пребиотици да се развиваат, нели? Сите живеат во симбиоза и се борат против патогените бактерии. Тоа е многу интересен феномен. Каков е механизмот на дејство на лактобацилус реутери протектис и кои се бенефитите од континуирана суплементација со биогаја? Ефектите, ако ги гледаме како ефекти на лактобацилус реутери протектис, тоа ви, знаете, се држиме пред се на одредени имунолошки ефекти, на ефекти на заштита на слузницата на цревото. Значи пред се, тука се мисли, нели, да се обезбеди да самата слузница на цревото биде интактна, да е она споена, да не е отворена едноставно, да се оневозможи продор на бактерии и феномен на така наречена бактериска транслокација, и да, ако има воспалителна некаква реакција на ниво на слузницата, помогне во регулација на самата регенерација на самата слузница. Ако ги нема, тогаш се отвара прозорецот и почнува внес на алергени,
внес на патогени микроорганизми, можност за развој на диареја, можност за развој на низа други инфекции и можност за нарушување на имунолошкиот систем. Тука пак, од своја страна, една работа која треба да се напомене, ако бебето ја нема, а сега по принцип тоа можеме да го пренесеме и кај возрастните луѓе, ако нема добар микробиом во цревото, нема ослободување на одредени неуротрансмитери, како што е гама-аминобутерна киселина, која што е класичен неуротрансмитер, која од цревото оди према централниот нервен систем. Тие неуротрансмитери помага после во ослободување на серотонин и мелатонин. Мелатонинот, знаете, тој е битен за спиење, се лачи во пинеалната жлезда, а серотонинот е, можеме да го кажеме, хормонот на среќата. Значи, ако имате дете со нарушена цревна флора, имате дете кое не е среќно. Заради тој феномен, доста се испитува влијанието на цревната флора во појавата, значи како е една од компонентите, во појавата на проблеми развојни кај деца од типот на аутистичен спектар. Не дека е тоа главна причина, но еден од феномените кои што се гледа кај децата кои што имаат аутистичен спектар. Дали децата имаат потреба од внесување на пробиотици и понатаму во животот и во која доза? Па видите, како да ви кажам, секој ден пиеме јогурт, нели? Секој ден јадеме сирење, кашкавал. Тоа се све пробиотици. Кефир. Еден од луѓето кои што најдолго време живеел на планетава Земја, Ширачи Ферзали, тој е еден талиш кој што живеел во Азербејџан, кој што е човек кој што живеел 148 години, јадел кефир. Кефирот му била главна храна, а кефирот се пробиотици. Сега пак сакам да кажам дека не е тоа единствен фактор, има и други фактори кои што влијаат, тоа не е иначе во Гинисовата книга на рекорди. Али дека ние секојдневно внесуваме, сега ако вие, знаете, има една многу интересна слика на една баба Василика, која е бугарка иначе, 126 годишна жена, преку тарабата стои нејзиниот син Тудор, 101 година, и они се извадени како прва слика во историјава на медицинава, као предпоставка дека млечно-киселинските производи може да имаат позитивен ефект. Нешто што Мечников го кажал пред повеќе од 100 години, 1907-8 година, он тоа го има изнесено као теза. Во основа, ако секој ден, ако не пиете јогурт, пите суплемент. Ви благодарам на исцрпните одговори. Останува за крај единствено да ве прашам дали би имале можеби уште нешто да додадете. Па, она што стварно би сакал да додадам, тоа е пред се луѓето кои што немаат во исхраната доволно, особено доволно пробиотици, земат да барем да се суплементираат со пробиотици, а дека тоа може да биде добро, доказ се внесот на пробиотиците, значи најстарите луѓе на планетава Земја, значи 5 места каде што живеат најдолговечни луѓе на планетава Земја, имаат изобилен внес на пробиотици. Повторно ќе кажам, не е единствен узрок, али не е добра причина за взимање, дефинитивно. Ви благодарам. Благодарам и на вас.